За само 2 месеци 4 штипски компании кои вработуваат над 130 работници ставија клуч на врата, а причината е немање работа, изјави Кристина Ампева од Гласен текстилец. Да, токму така, затворени се 4 конфекции, луѓето кои што им се должеше една или во другата фирма 2 плати, ги земаат своите плати. Сега сме во постапка за исплата на К15, бидејќи ако сакат да затворат, да направат ликвидација или како и да е, значи треба претходно да ги расчитат своите долгови кон работниците. Очигледно работодавачите сметаат дека така ќе помине тоа, меѓутоа благодарение на брзата интервенција на двете инспекторки од Штипскиот инспекторат, состојбата беше таква да им биде исплатено она што им се должеше на работниците. Ампева вели дека овој тренд веројатно ќе продолжи, бидејќи налози има се помалку, а работата е неисплатлива. Ќе продолжи дефинитивно као нешто и до сега има проблеми со работењето. Меѓутоа, кај овие, кои другите поголеми, посериозни текстилни компании конкретно, нема таков проблем. Еве ги зимаат работниците, бидејќи тие па напротив имаат голем обем на работа. Ќе продолжи за оние компании кои што се втора трета рака. Се почесто затворање на текстилните компании во неизвестност ги ставаат работниците, бидејќи никој од нив немаат пари да им исплатат плати на работниците, но и од премнината која ги следува. Додека така размислуваат, ќе затвориме, па ќе смениме име на фирма, ние ќе имаме лажни стечи, ќе имаме кривични пријави. Така да кога сакате да бидете бизнисмен, треба да планирате на сите оние, како да кажам, потешкоти кои што може да наидат. Меѓутоа, не може тука цело време работниците да бидат онаа колатерална штета. Така да ние сме тука од страна на работниците да го земат тоа што го изработиле.